civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Колку пропагандата помага за воените действија? Има една теорија дека русите ја почнале кампањата за влез во Украина со оружје уште до 2014 година, па до самиот чин, кога нивните тенкови ја поминаја украинската граница. Кому да се верува? За жал сега пропагандите се проектираат преку социјалните мрежи и мислам дека таа завеса на социјалните мрежи е далеку поштетна од онаа што ја имавме во Советскиот сојуз. Луѓето се идентификуваат со кампови на информации, го слушаат и го примаат оно што им одговара. И многу е тешко да дојдете до вистината. Сметам дека најпаметно е да самите оформиме мислење, да се повикаме на нашиот собствен капацитет што би било точно и што е релевантен извор, бидејќи сега јас не сум некој комуниколог да дадам некој идеална сугестија, меѓутоа мора да разбереме дека некои овие ресурси не се валидни, некои се. Пропагандата и натаму едно од најсилните оружја се врши преку медиумите, и Западот го прави истото, и Русија, да веќе не се знае, меѓутоа не може да демонтираме дека војна постои или дека има жртви, тоа се налудничави констатации, нели? Имаме еден поширок диазепам на луѓе во нашата држава кои се уште не веруваат дека војната постои во Украина, така да што понеедуцирано, што попримитивно е општеството, што е поподложно на лаги и на невистини, односно на пропаганда.